Македонија веќе трпи штети од договорот со Бехтел и Енка. Поради непочитување на одредбите, само досега ќе мора да се платат пенали од 53 милиони евра, а доспеаните обврски веќе достигнуваат 300 милиони евра, иако уште не е фрлена ниту една лопата, ниту е закована шајка. Ова го велат од ВМРО ДПМН. Лидерот на партијата Мицкоски, придружуван од потпредседателот Мисајловски и членови на извршниот комитет, на брифинг со новинарите презентираше суштински делови од она што македонската влада го потпишала со американско-турскиот конзорциум. Од опозицијската партија велат дека целиот проект ќе чини најмалку 2 милиарди евра. Во делови од договорот има ставки за кои нема цена, односно пишува ќе биде дефинирано. Тоа се трошоци за релокација на постоечки објекти, системот за телекомуникации, звучни бариери, контрола на сообраќајот, за изградба на патарини, за електрификација и осветлување на патот и на тунелите, за вентилација на тунелите, за противпожарна заштита и слични ставки. Од партијата велат дека граѓаните ќе ги платат новите автопати по нереално високи цени. Прават споредба со досега изградените автопати, па така за ископ на подповршинска земја, Бехтел и Енка ќе наплаќаат по безмалку 9 евра квадрат, а домашната компанија Гранит за истата работа неодамна наплатиле само 4 евра. Компанијата Актор за изградбата на автопатот Демир Капија Смоквица наплатила по околу 5,5 милиони евра за километар, а американско-турскиот конзорциум ќе наплаќа по 20 милиони евра. Но не се само нереално високите трошоци. Во договорот се предвидени и пенали ако Македонија навремено не ги испорача своите обврски, односно да промени дузина закони. Поради неизгласаните законски измени, државата веќе мора еднократно да плати 53 милиони евра. Поради ова државата исто така ќе му плаќа на изведувачот и пенали од 1,2 милиони евра секој месец до завршување на проектот. Дополнително предвидено е уште 900.000 евра да се исплаќаат секој месец, се додека не се промени законот. Овој договор ќе ја доведе Македонија во должничко робство, предупредува опозицијската партија. Оттаму велат дека премиерот и вице-премиерот веројатно воопшто и не го прочитале пред да го потпишат. Ваков договор на македонските влади од страна на Бехтел и Енка им е нуден уште од 1999 година, но ниту една влада се до оваа не прифатила договор под вакви невозможни услови. Од опозицијата велат дека тимови на партијата ќе продолжат да го обработуваат договорот, бидејќи е многу важно да се види кои се обврски биле превземени од страна на владата. Од ВМРО ДПМН велат дека документите им ги дале свиркачи, а на нив никаде не пишува дека се деловна или државна тајна.